od moj jagol. Mislim, znači postojam. Odamna se predpostavuvalo дека сознанието на сите луѓе е поврзано во целина. Дали тоа е свесно или несвесно е веќе друго прашање на кое ќе се подрудиме да дадеме одговор во минутите што течат. Сепак едно е јасно. Против пишаното сведоштво не треба и не се изнесува непишано сведочење. Случајно или не, понекога желбите се остваруваат како во приказните. Дали навистина мислите имаат способност да ја менуваат нашата реалност? Низ главата дневно поминуваат од 10 до 20.000 мисли. Дали тие се само површни, неинтересни и колку даваат резултат кога сме самите во прашање? Постои ли директна врска меѓу луѓето и каде е нишката на контактот? Си веруваме ли доволно? Дали ви се случило понекога желбите да ви се исполнуваат како во романите и приказните? Ке кажете да, повеќе пати. Тоа и не треба да изненадува. Како и се друго во животот, и тоа се случува. Би било убаво секога се да оди на добро, но не е така, зашто границата постоела и уште постои. Мислите навистина можат и имаат способност да ја менуваат реалноста, но мислата е површна и исчезнува како чад од цигара. Доаѓа друга и така постојано со некој непишан ред. Луѓето како луѓе подценувачки гледаат на тоа и никој посебно не обрнува внимание каков театар на мисли се одигрува во душата. Се реда сцена по сцена, мисла по мисла и нема пауза меѓу нив ниту секунда. Веќе се предпоставува што тоа значи, а ако се нема сигурност во замисленото, тогаш замислете се на автобуска станица или во некоја продавница. Дали сте таму и со мислите секогаш или пак на некое друго место? Одговорот се подразбира и треба навреме и совреме да се свати. Во нашите глави дневно минуваат од 10 до 20.000 мисли и ништо не треба да изненадува. Тоа е тоа, и иако мислите понекога се површни и неинтересни, не даваат посебни резултати, тие сепак циркулираат и надоаѓаат една по друга. Вистината е спротивна на нашето размислување. Колку да се нематеријални, тие имаат моќ да ја менуваат реалноста. Не само нашето тело, нашите постапки, туку и животот на другите луѓе влијае на тоа. Се прашува каде е тајната на оваа сила. Одговор има. Тајната е во дејството на мислите, што е неоспорно и докажано. Тие и идеите имаат решавачко влијание на човекот и на неговата живеачка. Има и депресивни мисли, што е сосема нормално. Како може да се разбира, да се контактира со другите, ако се има лошо мислење за нив? Какво е чувството на дволичност и неподносливост? Вакви наводи има се повеќе, тоа е јасно и препознатливо за тие што тоа го разбираат. Многу мисли и предиспозиции. Дури и најмалите предизвици може да се претворат во тешко надминливи пречки, благодарение токму на погрешните мисли. Ако се успее да се смират ваквите мисли и да се сконцентрира на наредниот чекор, само тогаш може да се продолжи напред. Тоа секако секогаш не е едноставно, но затоа е вистинското и правилното. Враќање назад не треба да има. На овој начин се излегува од неповолните ситуации и силата се појавува секогаш како специфичен начин да се продолжи во насоката што одговара и пред се предводи во натамошните замислени и пред се остварливи реални планови. Оној што сака да има добар живот, треба да почне од своите мисли. Во тренд е позитивното мислење и така треба да е. Ако постојано се повторува дека си убав и богат, еден ден навистина и ќе бидеш, ако веќе не си. Дали е тоа единственото влијание на мислите или има нешто повеќе? Дали мислите не влијаат индиректно и на околината?
Може ли да се делува без да се влегува во било каков контакт? Многу нејаснотии, но и примери. Како сосема случајно се сеќава на некој подзаборавен пријател кој по неколку минути се јавува токму на вашиот телефон. Се зборува за некого и тој одненадеж се појавува на вашата врата. Ние за волкот, а тој на врата. Тоа е веќе слушнатото. Овие настани што веројатно се доживеани барем еднаш, колку и да се убедливи, не представуваат никаков доказ за огромната моќ на мислите и за чудовачките резултати на ова поле. Сепак за нас, како поединци, тоа е нешто што е тука, видено со сопствени очи, почувствувано и реално, но не секојдневно и недоистражено. Јасно е дека директна врска меѓу луѓето постои. Може би токму тесната мисловна врска објаснува многу работи, меѓу кои откритието во исто време на различни точки од планетата да се случуваат секакви настани. Значи, духовната размена е присутна. Во нормалниот живот изгледа незамисливо нешто толку недофатливо, како што се мислите да речам, да влијаат на нешто толку цврсто, какво што е материјата. Загадката како нашите мисли се претвораат во активности останува и понатаму да лебди. Постои ли свет надвор од нас или тој се создава со моќта на мислите? Ако е така, јасно е дека се оди напред, но воедно се создава и сопствениот пекол. Тоа секако не е неопходно, па затоа дозволата на и до позитивните мисли е достапна во секоја индивидуа. Со расположението може да се залажува и позитивното и негативното. Мислите се ројат и расположението постојано се менува. Одненадеж се мисли дека животот станал неиздржлив, тежок, неподнослив, лош и дека тоа се случило неодамна, на некој чуден, непрепознаен начин. Да, и тоа се патиштата што се проаѓаат. Се што се сакало да се оствари и што изгледало достапно без прегради, се изјаловило, се измешало и паднало во вода меѓу другото и поради многу несрекни мисли. Значи, брзи и драстични контрасти постојат секаде и во секого. Кога е лошото расположение на сцена, светот се урива во час и се заборава дека со добрата мисла се било и изгледало розово и стабилно и така реално. Решение, паѓање и дигање, и пак се од почеток. Јасно е дека животот никогаш не е толку лош, како што може да изгледа со лошите мисли и ѓаволот што влегол во внатрешноста. Наместо такви мисли за лошо расположение, треба да се научи да се преиспитуваат сопствените мисли. Како тие доаѓаат, така и проаѓаат, а изговорените зборови за жал понекогаш остануваат во нечие сеќавање и не се бришат со мислата што следува. Ситуацијата постојано се менува. Неизбежната состојба на умот минува, но само ако многу не се возбудува и во такви мигови не се анализира сопствениот пат. Не се бега од себе. Мислите се мисли, а се мисли постојано, секојдневно, деноноќно. Незалудно е речено, мислам додека постојам, а вие постоите, па затоа мислете, но позитивно. Животот постојано тестира. Ако се гледа така, се сваќа дека преку мислите се доаѓа во многу искушенија и пред многу предизвици. Пред некои се подклекнува, а во други се влегува во ризик, свесно и несвесно, сеедно. Тоа е главниот тест што го дава животот пред да се достигне замисленото. Животот е голема нива заорање која не трае еден ден, и тоа е јасно, но многу пати несватливо до крај. Затоа стрпливо, полека кон целта и со преиспитување на мислите кон себе и кон тие што знаат, но онака вистински што сакаат. Насмевнете се на животот со многу добрина и малку горчина. Простете си себе си на тие околу вас што не се совршени, но веќе е познато. Совршенството постои само во бајките.
Вие сепак не може секогаш да сте принцот, поточно принцезата. Od moj jagol. Mislim znači postojam.